По пауза од месец дена, драги гледачи, вечерва ја продолжуваме нашата серија за настаните меѓу двете војни. За да можеме подобро да ги следиме наредните емисии, мислиме дека е најдобро накратко да се подсетиме на настаните од поранешните епизоди што ги емитувавме во мај годинава. Главно стана збор за тешките последици од војната, за склучувањето на мирот меѓу силите победнички и победените држави начело со Германија. Од фронтовите војниците се враќаат дома, а империалистичките сили токму нив ги праќаат во Советскиот сојуз за да ја задушат првата земја на работниците и населаните. Младата црвена армија успева да ги победи интервенционистите. Реакционерните буржуаски сили успеваат да ги задушат тие движења. Во Соединетите американски држави, новиот председател прокламира изолационизам. Но револуционерните движења и натаму продолжуваат. Кризата застрашува да ги зафати сите земји. За тоа ќе стане збор во вечерашнава емисија. Милиони паднаа во големата војна. Еден од загинатите британци е вратен од бојното поле во Англија, непознат борец, представник на сите загинати. Ковчегот го спроведуваат и представници на сојузничките сили. Кон Вестминстерската катедрала, непознатиот борец го следат 3 маршали на сувоземните сили, на флотата и на воздухопловството. На ковчегот е ставен и венец на кралот Ѓорги. Дали луѓето собрани на лондонските улици размислуваат за сите загинати, за тоа дека цената на човечките животи ја преминува вредноста на сите освоени трофеи? Во војната, империалистичките сили тргнаа со акорди на фанфарите и звукот на барабанот, кој како да не предскажуваше добро. Апелирајќи на патриотизам, политичарите мислеа на освојување, профити и колонии, а потоа замолкнаа фанфарите, трубите и барабаните. Смртта и уривањата беа вистинската слика на војната. Но оправдување за постапките во 4 страшни години некој сепак бара. Во секој случај не ги бараат виновниците за војната. Ним им беше добро и кога царуваше смртта. Раскалашани пијанки на сите страни. Не, овие луѓе не беа во борбите. Не им се познати ни сите стравоти што ги снајдоа луѓето. Еден песник напиша: кога заврши војната правев планови за поинаков живот, но сите мои замисли беа меур од сапуница. Се разлетаа пред суровата стварност и уште полошата утрешнина. Сето беше една голема илузија. Забавата за некои остана привилегија и по војната. Привилегија на силните. И германците се забавуваа. По високата класа не сметаше никогаш дека е победена. Кога ќе падне ноќ, германските градови добиваат поинаков изглед. Кабареати им се достапни само на луѓето со полни джебови. Додека на периферијата царува гладот, во ноќните локали шампањецот тече како вода. Ако некој досега живееше со убедување дека стриптизот е новина на нашето време, овие сцени од пред 50 години ќе го демантираат тоа. Само денес сцените на стриптизот не се вака мистични. Мистични се и германските филмови, произведени во тоа време, беа полни со фантазии, мрак и дивјаштва. Други пак ги прикажуваа херојските германски легенди, наменети во прв ред на оние кои мечтаеа за реванш, за нова војна, за освета. Тектонскиот дух требаше да се запази. И сето ова се случува кога и повеќето нации, па и победничките, не можат да ги задоволат ни најосновните барања на масите. Париз, 1 мај 1920 година. Традиционален празник на трудот. Во земјата победничка има малку задоволни. Работниците штрајкуваат. Владата испраќа војски и полиција да ги разбие демонстрантите, но без успех. Штрајкот и незадоволствата се шират. Во Париз доаѓаат луѓе од другите места.
Францускиот председател Милеран, кој го замени Клемансо, говори: ваквите големи демонстрации и штрајкови може да се претворат во револуција. Заради тоа владата и дава широки овластувања на полицијата и на војската, кои тие добро ги користат. Слична е положбата и во Велика Британија. Штрајкови на сите страни. И овдека работниците бараат подобри услови за живот. Армијата и полицијата тргаат против демонстрантите и штрајкачите. Стотици илјади луѓе се најдоа на улиците на Лондон. Положбата од ден на ден станува се напната. На улиците излегуваат и тенкови. Тргнуваат кон масата во која најголемиот број се довчерашни борци во Фландрија, на Сома, кај Верден. Тенковите не може да го задушат незадоволството. На демонстрантите им се придружуваат нови учесници. Сите фабрики останаа празни. На улиците луѓето ги пеат старите воени песни, мнозина носат оддикување добиени на фронтот. Демонстрантите доаѓаат и пред зградата на британската влада. Полицијата и војската не бираат средства. Представници на власта насрнуваат на луѓето. По главите на демонстрантите пускаат пендрици и саби. Жртвите се многубројни. Мртвите не смее никој да ги фотографира. А каде се барем некој од причините за овие незадоволства? Јуни 1920. Само во Велика Британија 200.000 незапослени, 6 месеци подосна 860.000. Во март 1921 1.600.000 бараат работа, а во јуни бројот на незапослените се качува на скоро 3 милиони. На војниците пред неколку години им говореа: по војната вашиот живот ќе биде многу подобар, само треба да се победи непријателот. Ветувањата беа едно, а стварноста друго. Униформите во кои борците одеа да се борат станаа облека за просјаците, а ордените знак за сиромашни. Преживеаните од Сома и Верден на крајот разбраат дека се излажани. Оние што имаа среќа да работат не живеа многу подобро од незапослените. Заработките беа толку ниски што цела фамилија не можеше со нив да се издржи. Рудниците кои за време на војната ги контролираше државата, сега им се вратени во рацете на 1500 приватни сопственици. Тие ја искористуваат работната сила до максимум. Во таквата положба родителите настојуваат да ги издржат децата во живот, примајќи милосрдни подароци. Сиромаштијата на 20-тите години тешко е да се опише. Очевидците говореа: луѓето губат секакво чувство на достоинство, се чувствуваат безпомошни, безвредни. Тие се само живи суштества со број во раката што им го даде берзата за работа. По враќањето дома, по безнадежното барање работа, никој нема храброст да ја погледа жената во очи. Не можат ни децата да ги погледнат во очи, оти им ги гледаат лицата со израз на глад. Реоните на бедните добија уште победна слика. Неможноста да се помогне завладеа во сите градови, излез како да немаше. Сега и рударите, кои најмалку беа погодени со незапосленоста, се решаваат да штрајкуваат, оти работодателите сакаат да отпуштат од работа околу 500.000 работници. За да ги парализира акциите на рударите, владата решава штрајкот да го скрши со сила.
Таа ги собира сите штрајкбрехери, а потоа на улиците повторно упатува војска. Уште еднаш, мобилизираните борци се должни да се покорат на повикот на војните закони. Во Лондон се чувствува атмосферата од 1914 година, кога трупите се праќа во Европа да се борат против кајзерова Германија. Рударите издржуваат, иако врз нив се искали сиот бес на работодателите, зад кои стои силата на државата. Рударите седат во окната каде што членовите на фамилиите им додаваат храна. Но за лихите се недоволни. Би се рекло дека штрајкот ќе трае колку и храната во сиромашните кујни на секоја фамилија. Додека мажите им штрајкуваат, жените ја преземаат улогата на домакини. Јаглен имаше доста, од и сега за време на штрајкот нема кој да го транспортира. Како што се лизгаат сенките на облаците преку полињата, така и настаните одат еден по друг. Незапосленост, демонстрации, глад и штрајкови не се единствените облаци кои се надвиснуваат над Европа. Ирска се крена во борба за независност. Јануари 1919 година. Англичаните во Ирска довлекуваат демобилизирани војници. Историчарите тврдат дека доведените 60.000 војници ги представуваат најсуровите британски трупи во историјата. Ирските националисти се борат и против 15.000 британски полицајци. По Валканите улици на џорџијанскиот стил, војската и полицијата во камиони и борни коли ги бара герилците кои ги крие домородското население. Тајно се состана ирскиот парламент. Тој ја прогласи независноста на земјата и упати апел до сите народи да ја помогнат борбата на ирците за слобода. Во редовите на доброволната армија се пријавија 10.000 родолюби. По целата земја тие се вежбаат за решителни акции. Британските трупи добиваат наредба да го задушат востанието по секоја цена. Ирските националисти одговараат со иста мерка. Само во текот на една ноќ зазедоа и уништија 315 полициски станици. Британските војници, специјално вооружени за задушување на востанието, мнозина ги нарекуваат слободни стрелци, оти ги имаат сите овластувања. Тие носат капи од 2 бои, па ги нарекуваат црно-жолти убици. Суровоста со која што настапуваат против побунетите го преминува сето она што е видено на Западниот фронт во текот на големата војна. Црно-жолтиот терор и смртта, власта во Лондон го нарекува воведување ред. Паѓаат многубројни жртви. Најголем подвиг на војниците е запалувањето на центарот на градот Корк. Дури лондонскиот Таймс мора да напише: она што е сторено во Ирска трајно го застрами името на Британија. Постапките на нашите војници се рамни на законите на линчот. Доаѓа до она што низ вековите се повторува, немилосрдни взаимни пресметки, време кога никој не знае од каде ќе го погоди куршум. Во Брингстонскиот затвор, лорд-мерот на градот Корк штрајкува со глад, протестирајќи што англичаните го затворија. Од глад и умира. Кога неговото тело беше вратено во Корк, граѓаните на Корк беа уште поогорчени. Малку по малку се чувствува замореност на обете страни. Станува очигледно дека настапи време за преговори. Англичаните се чувствуваат неугодно заради своите постапки и срамот што им е сторен поради масакрот што го извршија во земјата која бара слобода.
Но, како да не е лесно да се реши проблемот, борбите продолжуваат. Додека ирците бараат слобода за целиот остров, британците сакаат да го задржат Алстер, претежно населен од католици. А големиот борец за независност на Ирска, Джеймс Колини, говореше: Ирското прашање не е верско, туку социјално. Без тој клуч историјата на Ирска изгледа како измешаност на фактори без заемна врска. Безнадежен хаос на споредни експлозии, предавства, интриги, масакри, криминал и на некорисно војување. Сепак англичаните ја диктираат спогодбата. Предлагаат држава Ирска со статус на доминион, а североисточниот дел на островот и натаму да остане во составот на Обединетото кралство. На 21. јуни 1921 година кралот Ѓорги го отвора парламентот во Белфаст, со што Северна Ирска воедно стана британска провинција. Кралот Ѓорги говори: Им се обрнувам на ирците да престанат со непријателствата и да дадат рака на измирување, да простат и да заборават што се случи. Но неодамнешното минато не е лесно да се заборави. Граѓаните на Алстер не се задоволни со судбината што им е наменета, што ќе го потврди на тамошниот развој на настаните се до денешен ден. Октомври 1921 година. Делегација на ирски политичари пристигна во Лондон на преговори. Имон де Валера, еден од најистакнатите родолюби, не сакаше да отпатува со делегацијата. Тој говори: Ирска е една целина, не може да станува збор за одвојувањето на Алстер. Сепак, делегатите не го послушаат де Валера и подпишаат договор. Меѓу нив е и Майкл Колинс. Тој му пишува на еден пријател: Не знам дали добро поставив, но верувам дека со вас ја подпишав сопствената смртна пресуда. На крајот, по 8 векови, англичаните напуштаат еден дел на Ирска. А и денеска се поставува прашањето кое пред половина столетие го постави Джеймс Колинс. Кога ќе дојде денот север и југ да бидат заедно, без оглед на верските разлики? Оти не станува збор за тоа, туку за чисто социјални и класни проблеми кои на ирците им се натурени одстрана. Де Валера остро го напаѓа лондонскиот договор. Тој се уште се надева дека ирскиот парламент ќе одбие да го ратификува. Во исто време, Майкл Колинс го брани договорот кој што и самиот го потпиша. Ирска сега двојно е поделена на Северна и Јужна Ирска и на оние што беа за договорот и против него. Ирската републиканска армија повторно стапи на сцената, но сега не се бори против англичаните, туку против владата во Даблин, која по нејзиното мислење ја издаде праведната работа на ирската борба за слобода. Де Валера и самиот ја на барикадите во Даблин. Борбата ќе потрае скоро една година, тогаш востаниците ќе бидат победени. А до тој момент дојдоа нови уривања, паднаа 1000 нови жртви. И така, ирците не ја завршија својата војна со победоносни паради, туку со погребни поворки на хероите паднати во борбата против Велика Британија. А мнози нападнаа. На гробот на својот пријател еден родолюб напишал: Неговата смрт представува заоѓање на нашето сонце. Ова како да е епитаф за сите мртви, за сите паднати за слобода. Да се вратиме малку назад. Кога Габриело Данунцио, италијански писател и политичар, претходник на фашизмот, влегува во Риека и ја присоединува кон Италија, иако овој град по Првата светска војна доби статус на независен град.
Овој чин je резултат на националистичкиот мит за осакатената победа на Италија во Првата светска војна. Истакнатиот иридентист Габриело Данунцио ќе биде исфрлен од Риека дури кон крајот на 1920 година. Ова се сцени кога Данунцио влегува во Риека со подкрепа на трупите што ги предводеше во походот преку Јадран. Но Данунцио не беше единствениот истакнат италијански националист и претходник на фашизмот. Во самата Италија представниците на буржуазијата се беа окомиле на се понезадоволниот народ соочен со тешката економска положба. Италија, која и инаку беше сиромашна, излезе од војната уште поослабена. Револуционерната состојба се заострила, комунистите и социјалистите организираат штрајкови низ целата земја. Во таквата ситуација се јавува Бенито Мусолини. Тој ги организира борбените групи Фашии ди Комбатименто. Со своите сили, зборува Мусолини, ќе ја спасам Италија од пропаст. Тој додава: потребно е да се употреби насилство за да можат нашите идеи да се всадат во тврдоглавите тикви на луѓето. Италијанскиот обичен човек малку го интересираат зборовите на Мусолини. Како и работниците во градовите, така и селаните одва и врзуваат крај со крај. Цели села, особено од заостанатиот југ, се иселуваат во други краишта барајки подобри услови за живот, а нив ги немаше. Целата земја се наоѓа пред тешка криза. Во индустријските градови на север работниците штрајкуваат борејки се за подобри услови за живот. Нивните акции се одвиваат стихиски, оти прогресивните партии не се доволно активни и подготвени да ги поведат масите во борбата за освојување на власта. На работниците им поаѓа одрака да заземат голем број фабрики. Буржуаската влада сака на секој начин да ги задуши револуционерните движења и прибегнува кон добро испробаните мерки. Нападот на комунистите и социјалистите е жесток. Постапките на војската и полицијата се идентични со постапките на црно-жолтите војници на Велика Британија во Ирска или јуришните одреди во Германија. А Бенито Мусолини знае дека зад настојувањето да се задуши работничкото движење стои крупниот капитал. Мусолини говори дека фашистите мора да ја земат власта по секоја цена на било кој начин. Тој уште од сега има веќе во парламентот 35 своји представници. Мусолини држи говори по цела Италија. Сега истакнува дека не е републиканец туку монархист. Оваа изјава значи свесно охрабрување на кралот Виктор Емануел III. Всушност Мусолини му вели на монархот: не грижете се, можете да излезете на крај со фашистите без да биде вашето место загрозено. А каков треба да биде фашистот? На тоа прашање фашистот има одговор. Неговите зборови ги изнесуваме до збор. Фашистот треба да има глава со густо разбушавена коса, светли очи со малку ироничен израз, сензуална уста за да љуби и да командува, срце како динамо, а устата полна со воздух, цревата како кај леопард, нозете како кај веверица за да може да ги прескокнува сите понори. Па кој е попригоден од Дуче за да ги води суперлуѓето? И ето овие суперлуѓе внесуваат на улиците на италијанските градови дивјаштво. Насилството треба да биде фина хируршка интервенција, зборува Мусолини. Насилство во голема мерка, неизбежно насилство. Еден очевидец го раскажи и ова. Фашистите линчуваа голобрад младинец само затоа што носеше црвена врска. Октомври 1922 година. Мусолини во Неапол им се обрнува на црнокошулашите. Чукна решителниот час, денеска тргаме за Рим. Настапи најкритичниот момент.
Војската се уште може да ги спречи фашистите, меѓутоа кралот одбива да го потпише декретот за задржување на фашистите, што му го поднесе еден социјалистички пратеник. Говорите на Мусолини како да му внесоа верба на Виктор Емануел. Одбивањето на кралот да го потпише декретот всушност им послужи како повик на фашистите. Граѓани на Рим, дојдоа фашистите. На 29. октомври кралскиот аѓутант му телефонира на Мусолини во Милано, молејки го и тој да дојде во Рим и да формира влада. Мусолини сака да се обезбеди. Тој бара да му се прати телеграма. Кога ја доби, стигна во Рим со спална кола. Утредента, фашистички сили од другите делови на Италија влегуваат во градот. Ете така изгледаше маршот на легиите на црните кошули во вечниот град. Тој всушност беше само символична парада откако Мусолини стана премиер. Рим ке почне да се навикнува на црнокошулашите, кои по неговите улици ке шетаат 21 година. И не само по неговите.